се наоѓаме кај Блаже Аврамовски во Тетово познат како Мато. Ова е неговиот своевиден фотомузеј. Речиси 7 децении тој ги собира сите фотографии со кои се овековечуваат моментите на постоење и функционирање на фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово. Мато, добре дојдовте во утринската емисија на Тема. Кажете ни како започна идејата да се формира овој фотомузеј посветен на фудбалскиот клуб Тетекс? Ја кадете на 7-8 години, на поток имаше доста играчи што играе и за Тетекс и за Љуботен. И ги гледав, слачониците беа доле, умало да речемо, ромско. Тука им беа слачониците, од тука топките ги носија на стадионот, на старо игралиште кај што е. И ја идев со нив, им ги носев топките и ги враќав у просторијата кај што соблеколната им беше. Ден по ден, пошто тука играше и Вујко Митонче Жаба, фудбалер беше, ги гледав и он ми даде некоја слика и така, кадете ја, кој возрастен станиот што се вика, идем, ги гледам, ги пратев. Тоа беше мојот почеток, што некако ме заведе до засакам текстилец, а после Тетекс. Тетекс е формиран прво како ФК Текстилец. До која година беше ФК Текстилец, па потоа се смени во Тетекс? Текстилец беше формиран 18, други 53 и 1961 година стана Текстилец. Ова Тетекс. Така. Името го носеше Текстилец на волнарскиот комбинат Тетекс. Играчите беа Тетекс. До 61 се водеше Текстилец. И 61 беше у просторијата на Кино 19 ноември. Младиот Пипа тој на Тетекс беше предложи да се вика клубот Тетекс од 61 година. И од 61 година се вика Тетекс. Така, првата фотографија, значи ви е подарок од Вујкото кој што бил фудбалер, потоа како следуваја нови фотографии, га засакавте фотографијата и ги почнавте да ги собирате од Тетекс. Да. Па со играчи некој стари исток што играе со Вујкоми, со другому, например, ја ги берем. Ќе потрешим една слика, две, кој како има, и ги преснимував да ги имам у просторијата на мојата просторија. Тога сте ги собирале, предпоставувам, дома. Ова е просторија изградена, предпоставувам, подоцна, нели, кога сте бил возрастен? Да. Ова ми е мене, да речемо, просторија 80-та година. Куќава кога направив, тога и беше стара куќа, 80-та година, пред тоа навијачите на Тетекс, овдека се збиравме кај мене. Звонци, транспаренти што имаше знамиња, све се оставаја кај мене. И од овде, кој требеше, утакмици има у Тетово, идевмо, ќе дојдат навијачите овде кај нас, ќе земамо заставете па звонците што имаше, идевмо на игралиште. Од овдека. Во фудбалот, освен на овој начин, дали бевте и активен, дали игравте вие фудбал? Јас сакав да играм фудбал. Не се деси тоа. Не станав фудбалер. Станав голем верен навијач на ФК Тетекс. Сакав да играм за Тетекс. Така беше ситуацијата. Ја бев дете срамежливо, кој се запишуеа помладок, например, деца, кадети, пионери. Јас срамежливо ќе застанем надвор, а сите што ме знае од Тетекс играчиве, мате, дојди и ти да играш. Пошто играв малски фудбал, свите деца не гледаат тие старите играчи што играат за Тетекс.
Ја чидев настрана си седев, облечен и чим не се, како да кажам, ангажираш повеќе, не бидеш повлечен и назад, и сега сум тако повлечен, не сакам да дигам, јас сум тој. Так. Јас ја сакам клубот и ќе останам верен во клубот и не станам фудбалер, али опет ќе кажем верен навијач. Голем верен навијач. Што го сакам повеќе од мене. Така, за тоа сведочат и овие фотографии тука, дали воопшто се знае бројот овде, имам повеќе стотици фотографии, колку има? Околу 300 фотографии има. Се што играе за Тетекс. Од 53 оформирање кој се оформираше клубот, до сега што играле за ФК Тетекс Текстилец, имам слике, немам играч што не играл. Све што имал, макар една утакмица играл за Тетекс, фотографија сум нашел да имам дека и тој играл за Тетекс. Све што постоело игра за Тетекс до ден денеска ги имам у просторијава. Да објасниме малку на кој начин нели се ставени фотографииве, да им објасните на гледачите. Тука нели се ставени на ѕидовите? Да. Прво ми беа сликите ставени на стакло, пошто немав многу слике. Топка фудбалска, округлна беше. После направив друга варијанта, како ми доаѓа слике више и више, просторија треба да имам, ми текна идеја, ми дојде стиропол зедов. И на стирополов точно ми дојде на една табла 6 слики да се ставим. И нема многу ми дојде така, идејата ја продавив така. А инако просторијава, кога е уредена? Да, уредена. 6 пута сум го сменил. Со стакло, патосо доле, фудбал немало, боете, например, други ѕидовите биле све. И на ѕидовите ставив Викторија. Буквата В, тоа за мене Тетекс се победа В. Така, дали може да се каже дека некоја фотографија ви е најдрага, најмила, или... А тоа не можем да кажем. За мене, како може за едни да кажем таа е најдрага, ове не е. Кој квалификација сум гледал у Македонска лига, у втора, у прва и да кажеш најдрага ми е фотографијата. Све ми се најдраги. Не можем да кажем ова е, да, го сакам да речем, така го зборим, ова не. За мене све се фотографија што играли. Дали од почетокот на квалификација до треќа лига кога играше, сега у втора лига, за мене се тоа најдраго. Освен со фотографиите, вие сте најверен навивач на Тетекс и на терен, на стадион, на сите игралишта сте биле на повеќе и гостувања, верувам и на сите надпревари тука во Тетово. Сега малку ќе кажем староста, 75 години, нешто со ногата ме боли. Не можем да идем на игралиште. Добро, например, сега, а инако Македонија, Македонска лига која беше втора лига, нема ке не сум бил. Прилеп, Штип, Скопје, Земун, Београд, Приштина. Случајот кој беше 81 со Приштина, бев и ја така. Таму нема што, добро пројдовмо. Нема ке не сум бил. И во Југославија. За Југославија. И кога играште во југословенските надпреварувања, исто така одевте и со нив. Да. Ќе одим приватно со другар ми Лампи у банка работеше и покојниот Драган сликарот младост. Он беше, ние тројца одивме свегде. Ќе одиме, например, приватно со кола, се враќавме со кола. Или јас идев со приватно ќе одим, со играчите ќе се врати назад. И на работа идев у Тетекс, и со играчите ќе се вратив на време и све си идев
Така. Дали може да ни одвоите некои незаборавни моменти од тие гостувања? Па ќе кажем едно 3-4. Кога игравме у Штип, со Брегалница Штип и у Прилеп. Од Тетово отиднавме 12 автобуса, 13. И у Штип, и у Прилеп. Немаше автобуси доволно, Паластуриш беше фирмата што бараше автобуси. Од Жаст Гостивар тражевме, Пролетар Скопје тражеа и немаше доволно, пошто 13 автобуса. Звезда тоа денеска не го прави навијација 13, ја така се гордем со тоа. Плюс имаше еден навијач, Бате Геле го викаја, тоа го памтим многу добро. Имаше кломпе на центар на стадионов, ги фрлаше кломпет у вис, кому ќе удри, ни земаја застава, шамари ни убирае. И на мене, и на брат. А има да се продолжи, да се збори за тоа многу. Па у Скопје дојдоа тие со Охрид, ми е Тетек си играв на Тето, Охрид ми е го тепавме, а они играја со Балтан. Изгубија 7-1 со Балтан у Скопје. Брегалница Штип. Така. А и у Прилеп исто. У Прилеп исто јаде асенти навијачите од Прилеп. И ќе ни плукаат со семките, у лице, нема што да правиш, тоа е. Тие две утакмици ги памтим у Македонска лига кој бе за Југославија. После памтим кој се играше за квалификација од 69-та година со Вознеми Ѓаковица. И таа утакмица беше добра. 1-0 ги тепавме ние овде, дош невиден. За реваншот тамо ги тепавме, игравме 0-0. После утисак добар, ова не добар, тоа за памтење ми е со Галеника Земун. Овде игравме, задно коло беше тоа. Задно коло, покојниот трпчеше у навија со мене. Бевме одовде просторијала, му направивме врак, цилиндер, чадор узео под дршката, кај навијач, у Тетекс му направија све тоа што требеше. Све што требеше у Тетекс, и од кај мене ќе скочимо, он требе на Лазар Пилјачко беше капетан тима, да му даде лентата капетенска. И ние се чудимо да ја утакмица беше со пап, од Прибојна Лим, со пап. И кој излагамо на терен, штама, нема навијање Тетекс, уа, пред трибината. Што е работаво, не знаемо, навијачите од Тетекс ги ставиле, така го викавмо котар, каршија. И од тука направивме да се вратат навијачите кои што треба на главната трибина. Да се вратиме во фотомузеот. Тука имате и малку и како категоризација на фотографиите, забележувам една убава категоризација наречена миг за историја. Како се поделени, на што означува миг за историја и кога Тетоксовото фудбалско сонце беше во зенитот? Па, кога е влагаја у прва лига, миг за историјата, и во прва лига, во Југословенската. Југословенска лига кој влегува, играчи што играле у Тетово и што дошле и ги стаја миг за историјата, тоа за историјата, за Стеве Заковски, првата утакмица со Осијек овде, таа е миг за историјата, има, така ги става, миги за историјата ми доваѓаше, и играчи што беа од ван Македонија што доваѓаја, ги става, да се знае, миг за историјата, и тренери. Така. Вашиот фотомузеј е и средиште, да речем, на навивачите, но и на фудбалерите. Често пати забележувам дека доаѓаат тука фудбалери кои што, нели,
настапувале за Тетекс, но живеат во други места и ова е еден убав потсетник за нив. Па да, овде се берат, се собираме скоро свака година. Тетекс, ветераните што беа Тетекс, доаѓаат овдека, прославуваме у една кафана после, дали од Ниш, од Србија, од сегде што доаѓа играчите што играле за Тетекс, доаѓаат овде, па заеднички ручек правиме у кафана. Така, тука на ѕидовите има фотографии од навивачите, од војводи, но и од вашите блиски. Тоа се синовите од вашиот брат, кои што се активни фудбалери, сега и внуците ваши се активни фудбалери. Па тие се двојца. Лука Станковски игра за Раднички Крагуевец, Марио Станковски игра си моментално за Скупи игра. Тие се внуците што играат. А имам еден правнук од брат ми другиот у Швајцарија, у Базелија, таму се 4 години. Капионерчиња деца таму игра. Така, за ваш внук од брат е Горан Станковски, да. кој што беше и репрезентативец на Македонија. Да, Па и неговите синови се Марио и Лука, кои што исто, мислам, за младинските репрезентации имаат настапи. Така. На почесно место тука го гледам и Стојан Ѓорчевски, генерален директор на Тетекс во минатото. Колку е неговото значење за клубот? Не е само за клубот, тоа е за градот и работниците на Тетекс. Он беше човек да се направи нешто, да остане успомен од него. Стадионот се правеше, он беше тој главниот, што Југославија беше забрането да се гради тоа. Он го градеше. 7000 работника бевме Тетекс, 6 сабати работевме да се изгради. Стојан Ѓорчевски беше човек што не директор, алав да му ја пати рече. Тој се грижеше за Тетекс многу. Тој секој четврток утакмиците кои се играе во Тетово, на старото игралище, тога се играше таму, он доаѓаше на состанок, присуствуваше и што треба, како треба ги прашање. Што им треба на играчите на правата тоа. Така, на крај да ве запрашам, што значи ова за вас? Кое, дали може да се опише со зборови овој фотомузеј и овие 7 децении на зачувување на споменот на фудбалскиот клуб Тетекс? Ја не можем да се пофалим, тоа му доја фалење кога кажем нешто. Како да кажем? Уживам од тоа кој ќе видим нова слика за Тетекс. Опет да идем, нова да добием слика, да идем да ја гледам. Не може, не сакам да кажем јас сум верен, најверен, али со ова сакам да кажем у себе тоа. Вистина, ма тоа лавда тие сам што го правиш тоа. Самиот викам у себе, браво, ма тоа, нема никој. У тето и вистина нема. Не е тоа палење. Со палење, секој може да се пали. Ама ти си оваков, ти си тако. Овде е фотодокументирано. Да. Колку толку самиот што можем од свој джеб да си имам фотографија, све што треба, дур можем да се движим, да се постим, што се вика Тетекс, нема да искочи се навија свако верен. Сега доаѓа, ја се пали. И нема. Ја, кој идев на утакмица, понапред, уште Југословенска лига, втора, прва, ја ќе одим да играеше Тетекс да гледам, што ќе кажем, тоа е, не се срамим, ја се гордеам. У црква, проаѓа проти црква, ќе оставим 20, 50, 30 динара на икона, викам Тетекс денеска да победи. И денеска го правим тоа.
Тоа не треба да се каже, ама ја го кажем тоа вистина што сум го правил. Не само да го кажеш демек јас сум правил тоа. Ви благодарам многу што одвоивте време да ја прераскажеме оваа приказна за Тетекс во сите овие децении. Останете во добро здравје. Ја ќе кажем фала што дојдовте. Ви се заблагодарувам. Али очекувам па да дојдете со ново нешто да се направи тоа. Чест ми е што дојдовте. Многу ми е чест. Има уште многу да се каже, да се збори, ова со пола саат, 15 минута, не може доживљај што има тоа, не можеш со два збора да кажеш. Какво биле утакмиците, па со тупани, па со заставе, у Тетекс ми праја го заставе. Директорите тие, Рајчевиќ покојни управеше, ќе ми направат заставе, звонци ќе ми дада, мата собери навијачите и на стадион. Затоа сакам да кажем, сум го сакал Тетекс, ќе го сакам. Може некој повише од мене го сака, ја не знам. Али јас со ова со моја замисла, како и што е, сакам да... Сте ја докажале љубовта кон Тетекс. Да.